Добро вечер, вие сте во Куќа на фудбалот. Наш вечерашен гостин, поранешниот македонски репрезентативец, член на шампионската генерација на славната слога Југомагнат, интернационалец во Белгија и во Швајцарија, Арџен Бекири. Бекири, ви благодарам што сте тука. Добро вечер, фала на поканата што ме повикавте и мило ми е што сум вечерва гости на вашата емисија. Кога ќе споменеме член на славната генерација на слога Југомагнат, се враќаме во едно фудбалско време кое што со драго срце ве враќа во тоа време, во тие години кога бевте и најдобар стрелец во македонското првенство, кога освоивте титули во македонскиот шампионат, кога ве прогласуваа за најдобар играч. Пред неколку дена се случија наградите најдобрите во македонскиот фудбал. Можете ли да одбележите моменти според вас кои што ја одбележаа ова година? Верувам дека најбитното е пласманот на македонската репрезентација на Европското првенство. Но еве да слушнеме. Па, тоа е најголемо нешто за Македонија што направија нашите млади репрезентативци, кои стварно заслужија заедно со стручниот штаб поддршка на фудбалска репрезентација, значи на фудбалска федерација, така да тоа е најголем успех за Македонија во овие доста поминати години. Исто така, доделувањето на наградиве беше стварно многу добро испадна. Вечерта тоа е нешто што го краси крајот на целата година. Полесно ли е кога човек ќе добие признание за својот труд, еве како фудбалер? Вие сте биле прогласуван 2 пати за фудбалер на Македонија. Се чувствувате емотивно исполнет, но целта веројатно е да ве запознаат и надвор од границите на државата, за да си обезбедите подобро место во сонцето, под сонцето како фудбалер, евентуален трансфер можеби. Се случи тоа и со тебе? Да, значи тоа е нешто најдобро за играч, мислам најзаслужено. Значи цела година, значи играч што играл, дал максимално, пример исто голови во овој случај, значи испаднало, значи за мене, значи 2 пати поред бев голгетер на лигава наша, така исто и најдобар играч прогласен. Тоа е нешто најголемо за играч кој што го чека цел живот. Значи тој што се бави со фудбал. Мислам дека после тоа нормално секој играч си сака да помине низ границиве за да одигра нешто нормално и во странство. Колку е тешко или полесно во денешно време да се направи трансфер во однос на времето во кое вие активно ги тресевте мрежите како фудбалер на слога Југомагнат? Тоа се вашите најдобри фудбалски години. Така, значи порано можам да кажам дека стварно било потешко да се отиде во странство, да се одигра во европски клубови. Значи стварно има разлика со денешното време, кој што во денешното време да не кажеме со помалце труд, него секој труд се цени, али многу е полесно, пошто во сегашно време имаме доста менаџери, значи доста спортски луѓе и една плюс, значи за младиве играчи, кои што во тоа време ние го имавме само генерација до 21 година репрезентација, значи до 19 немавме, 17. Значи ова е плюс за младите играчи кои што треба они максимално да го искористат тоа заради нивната работа. Од ова што вие го зборувате сега, заклучувам дека младите играчи треба што побрзо да ја напуштат нашата фудбалска почва. Колку е тоа добро, еве, младите фудбалери, посебно тие од генерацијата на Благој Емилевски, се на цена. Да. Самите си одредија со пласманот на Европското првенство, но колку е добро тие да заминат релативно млади надвор од Македонија, бидејќи поголем дел од играчите во таа репрезентација, бидејќи сега за таа репрезентација зборуваме, и играат во нашите клубови, во Вардар, во Шкендија, во Ренова, во Шкупи, во Македонија Ѓорче Петров. Без сомнение тоа дека
значи секој играч кој ќе отиде од нив во странство, значи тоа е добро. Прво за играч како човек, значи и плюс за Македонија, плюс за нашава репрезентација, кој што ја мислам дека со подобри услови, значи во странство, значи ќе бидат уште поголеми играчи и многу по-професионализам и во многу работи. Не значи дека тука немаме моментално, значи имаме и тука почнувало да се направи значи инфраструктура, значи има луѓе кои инвестират во фудбалот. Ама тоа значи дека можеби нема да добијат место во тимот. Зајков не игра во Белгија, Бабунски не игра во Црвена звезда, Аврамовски исто така подолго време не е во составот на српскиот шампион. Па има една работа во фудбалот, значи никогаш човек не треба да се предаде. Значи овие кои не играт моментално, значи они мора да се борат до крај, да дават максимално, да работат на тренинг, значи 300%, да не кажеме она 100%, пошто во странство мора да бидеш значи подобар уште еднаш од домашниот играч, па да заиграш. Не значи дека они се слаби, значи може имат криза во моментот или некој повреди или некои други работи, али без разлика на све они не треба пример да се опуштат, значи спротивно треба да работат. А ја мислам дека тоа ќе им се исплати. Ако не во тој клуб, може и во друг клуб. Ти си член на стручниот штаб на Игор Ангеловски, селекторот на А репрезентацијата на Македонија. Годинава на фудбалски план, кога е во прашање резултатот на селекцијата, посакуваме да ја заборавиме од причина што резултатите не се добри. И јавноста ја препозна позитивната атмосфера во тимот, па дури добрата игра која што ја имавме во квалификациите за светскиот шампионат во Русија, но резултатите изостануваат. Се уште сме на нула во циклусот за светското во Русија. Па стварно, тоа е факт дека немаме резултати, значи тоа е реалност, али од друга страна имаме добиено многу во игра. Значи во споредба со значи порано утакмиците што со селекториве, значи со Бошко Ѓуровски и Друловиќ, значи не дека сме имале слаби утакмици, него не сме имале атрактивна игра. Значи сега имаме и реално имавме и слаби надпревари. Слаби надпревари, али имаме значи се атрактивна игра кај што во некои моменти сме воделе со екипи како што знаеме сите во Македонија, значи со Италија беше стварно добра игра. Албанија исто, значи второ полувреме беше феноменално. На крај, значи среќата не испрати. Исто така, ја мислам дека сите утакмици што сме ги играле, значи на крај сме изгубиле или пример со италијанците, значи сме воделе и чудно ни било дека сме воделе. Значи мора тука малце да се смениме, дека можеме да добиеме и поголема репрезентација, али нормално да се чува и резултатот. Сега фудбалот нормално има грешки, секој греши, али мислам дека секој сака да победува. Јасно ви е дека следниот надпревар не смее да има грешка? Лихтенштајн на гостински терен, надпревар кој што е do or die, умри или живеј? Живеј, да. Ја мислам дека... Го чувствувате вие како таков прво? Ја мислам дека ние стварно имаме поквалитетна репрезентација од Лихтенштајн. Јас таму имам соиграч, значи бивш соиграч во Арау што сме играле, иначе и капитен, мислам, Франц Буркмајер. Он е при крај на кариера, али игра таму. Значи има квалитетни играчи кои што играат и во швајцарско првенство, али во се на се ми имаме стварно поголем квалитет. Она што го кажавте, значи да или не, во фудбалот значи да или не нема. Ние ако даеме максимално и ако се трудиме секој, значи почнувајќи од стручниот штаб и
сите играчи, и ако сватиме најозбилно работава и мора да ја сватиме, тој меч мора да се добие. Значи имаме квалитет да го добиеме тој надпревар. Али ова што го кажавте, да или не, тоа не се сложувам, пошто фудбалот е интересна работа. Многумина во јавноста полемизираат околу тактичката поставеност на Игор Ангеловски, формацијата 3-5-2 која што ја форсираше во изминатите надпревари. Може би сега ќе биде поинаку против Лихтенштајн, бидејќи влегуваме во улога на фаворит. Мора да нападнеме за да дадеме гол. Мора да се смени нешто за да ги реализираме шансите кои што ги создававме. На крајот реализиравме против Италија, против Албанија, против Израел промашивме пенал, неколку шанси не искористивме и против Шпанија. Вие сте биле офанзивец, голгетер. Го имате тоа чувство. Што недостасува за да се израдуваме за конечниот резултат на крајот? Па ја мислам дека као нападјач, бивш играч, значи можам да кажам дека одбраната почнува од нападот. Тоа е реална работа. Ние значи сигурно ќе постигнеме гол, еден или два. Тоа сум оптимиста, али треба да бидеме спремни дека и треба да размислуваме уназад дека пред неколку години ние сме ги победиле Лихтенштајн 11-1, така? Деви Глаевски во дебитантскиот настап постигна 4 значи, погодоци, тоа е во некое веќе далечно веќе далечно време. Сакам да кажам дека и они имат квалитет. Значи не е случајно, некојаш имат и нерешени резултати, па и некоја победа сигурно имале во последниве години. Значи сакам да кажам дека значи не репрезентација за подценување и ние мораме значи да влеземе као менталитет, значи да влеземе максимално, значи сконцентрирани 100% за да го добиеме надпреварот. Ако порано сме имале гранитна одбрана, која што правела многу малку грешки и на која што ние сме ја базирали играта, сега ситуацијата е сосема спротивна. Сега офанзивниот дел е подобриот од составот на македонската репрезентација. Сега се враќа и Александар Трајковски, се врати со погодок за Палермо во победата против Дженова. Го имаме Пандев, го имаме Алиоски кој игра офанзивно во својот клуб. Иван Тричковски, Ферхан Хасани, Бесарт Ибраими. Тука е потежок изборот на ваш како стручен штаб. Ја мислам дека она што кажавте одбраната со нападот, значи јас не се сложувам со тоа дека ние послава страна од играта, значи од одбранбениот дел. Ја мислам дека они даат дечкиве максимално и играат со све срце. Значи грешките се дел од фудбалот, дел од играта, кај што значи се случуваат. Од друга страна, значи кажавте дека имаме стварно повеќе играчи сега и треба нормално да решиме кој ќе почнува, кој ќе влезе. Ја мислам дека во една репрезентација кај што има повеќе играчи и избор, ја мислам дека тука е квалитетот. И најдобро, по мое, значи добро е што имаме конкуренција во репрезентацијава, тогаш има квалитет. И тоа е моje мислење како тренер и јас секогаш стојам за тоа. Сега дури и поголема со оглед на тоа дека можете да ги користите и фудбалерите од репрезентацијата до 21 година. Па без сомнение, значи има неколку играчи кои заслужуваат да бидат значи у А репрезентација и друга страна ќе потенцирам значи играчиве, значи без разлика зборим моментално за репрезентација, значи играчиве кои се на клупа се најбитни. Од кој аспект се најбитни? Па најбитни се пошто психава на играчот, секој играч нормално си сака да стартува. Ама вие како фудбалет сте сакале да започнете, да започне, али тоа одлучува значи селекторот, стручниот штаб. Значи тие играчи што се на клупа исто се најбитни, пошто во играта се менјава, значи знаете, ако имаме поволен резултат или имаме слаб резултат, значи тој играч што ќе влезе мора да има промена во
играта. Играч кој влегува, нема промена во играта, тој не е спремен за играње. Од тука се гледа и вашиот квалитет на крајот на краиштата. Вие треба да го почувствувате тоа и да го одредите текот на надпреварот или на минутите кои преостануваат. Да, тука значи без сомнение, значи ние мора да бидеме, значи селекторот заедно со него, да бидеме многу сконцентрирани, да видиме кај е слабоста на играва или кај имаме добро или на противникот, значи има доста работи кои мора 100% да бидеме сконцентрирани и да решиме прав момент. На кој начин ја гледате битката помеѓу Шкендија и Вардар во домашниот шампионат? Па, јас учествував и во некои други емисии, значи пак ќе потенцирам во врска со Шкендија, значи и утакмицава што ја изгубија со Вардар во Тетово. И значи беше значи решено демек Вардар шампион, не може да се стигне. Значи тоа е лошо. Значи лошо мислење на јавноста. Мислам дека играчиве не го кажале, значи од јавноста или публиката. Значи не е тоа. Значи тоа што кажав, треба да се бориш до крај, пошто сигурни бодови нема нигде. Значи денеска секој игра фудбал, па и од улица да ги собереш не е лесно да ги победиш. Значи пак сега значи битката ќе биде за прво место меѓу Вардар и Шкендија, али пример таа разлика се стопи меѓу Вардар и Шкендија, така да Шкендија пак има шанси да биде шампион. Али Вардар не сме да киксне. Значи тие се работи кај што тие се големи екипи, се со големи вложувања, кај што морат максимално да бидат сконцентрирани без разлика со кого играт. Али пак кажувам, значи менталитетот наш, играчки, ако се влезе 100% на надпревар, ја мислам дека може да се победи секоја екипа. Али ако го потценуваш некоја екипа, е лошо. Исто и да го значи да го преценуваш. Имаш чувство дека премногу се потценува домашниот шампионат, а знаеме дека секогаш е тешко да играш на Чаир против Шкупи, секогаш е тешко да освојуваш бодови во Кратово или во Тетово против Ренова. Јас можам да кажам дека Ренова, Шкупи, Силекс кажавте, значи они се екипи значи со традиција, кај што има доста утакмици во прва лига. Од една страна ќе кажам можда Шкупи има 12 играч, публикава кај што знаеме сигурно, сите знаеме дека е 12 играч. И мислам дека секогаш послабата екипа, мислам на хартија значи ќе дава максимално за да го победи подобриот. Зашто? Затоа што нормално да победиш еден Вардар или Шкендија е добра работа, убава работа. Плюс играчи што играат, има помлади играчи што сакаат да се истакнуваат, они нормално сакаат да се идат во поголем клуб и затоа дават максимално. Затоа играчите што се во Вардар, Шкендија, моментално поголеми клубови, они морат максимално сконцентрирано да влегуваат, па да ги победуваат, примери, екипиве кои што кажете Ренова, Силекс, Шкупи, кој што не е лесно. Па и во подолниот дел од табелата исто не може да ги отфрлиме, значи исто Ѓорче Петров, последниве утакмици имаат многу добра игра, исто така, значи Брегалница и другиве екипи. Арџент, ако некој проект на Фудбалската федерација на Македонија ги собра аплаузите и поддршката од јавноста и од фудбалската фела и од тренерите, тоа е Фудбалската академија која што функционира во рамки на федерацијата со дисперзирана паралелка и во твојот роден град, во Гостивар. На кој начин вие функционирате со Фудбалската академија и колку децата се задоволни од начинот на кој што се работи во таа програма? Едно ќе кажам дека проектите од Фудбалска федерација со значи вештачки ветерени што се направија по Македонија, значи тоа е голема работа кај што сите ние спортски работници, тренери и спортски работници, тоа треба да ги чуваме како наши очи.
пошто тоа е стварно некоја голема работа, така да во Гостивар со Академијава функционираме веќе се трета година. Значи, таму сум јас како тренер, исто Менсур Јакупи, бивш селектор, Ерџан Менга, исто бивш играч на некои добри екипи. И така да функционираме веќе трета година. У почетокот беше малку тешко, пошто додека го сфаќа, значи за што се работи проектот, што имат предности во Академијава, али со тек на време, значи со тек на време си доаѓа на место. Али треба многу работа и многу дисциплина, исто од страна на, значи од нашава страна, нормално ние како ментори, како тренери, значи и плюс децава, значи играчиве, значи ученициве кои се они без разлика што се у таа паралелка, значи по фудбал, академијава, они исто таму мора да учат. Значи тоа е тоа е врзано, значи без учење нема фудбал. Тренерскиот занает ќе биде твој животен пат? Тоа е целта која што сакаш да ја постигнеш, да бидеш еден од тренерите кои можеби ќе водат прва екипа во првата македонска лига? Па, ние што сме се бавеле со фудбал од повеќе години, мислам професионално и тука у Македонија и надвор, ние ја знаеме таа работа највише. Мислам дека све што е врзано со спортот, како тренер и други работи, тоа е добра работа, пошто спортот... Колку успеваш да го протнеш тоа и во твојата средина, во твојата општина, во Гостивар? На авторитетите да им кажеш дека тоа е правилниот начин на кој што мораме да функционираме за да успееме? Ние, значи, во тој дел немаме никаков проблем, особено во мојот роден крај Гостивар, така ми имаме добра соработка со општинава, кај што градоначалникот за вештачкиот терен, базаментот, значи инвестираше максимално само заради младиве деца кои што сакат да постигнат. Значи тоа е големо богатство и јас сум стварно захвален за таа работа и ние се бориме максимално со моите колеги, другари што ги имаме по спортот у градот. Значи максимално работиме да се инвестира во спортот. Исто и значи го имаме и главниот стадион кој што се направија сега трибините, исто така преку општина, значи инвестираше општината преку градоначалникот Бејта, така да имаме добра работа, пошто ние знаеме дека спортот ги врзува сите луѓе. Као прво здравје, другарство и многу работи. Реалноста е тоа. Арџен, ти посакувам да имаш успешна тренерска кариера. Најголемата задача во овој период ни е Лихтенштеин и освојувањето на 3 бода на гостински терен, први за Македонија во квалификациите. По изразот на лицето се е чисто, нема ниту насмевка, ниту огорченост, веројатно предпазливост. Да. Мора. Значи, предпазливост мора да имаме максимално, пошто една мала грешка може да ни иде у лош прилог. Јас не го спомнав резултатот од минатото против Лихтенштеин, тоа го направивте вие. Али мислам дека играчиве се свесни, заедно нормално со предводникот Горан Пандев, нашиот, исто и новите добри играчи во италијанското првенство, што покажува доста, значи Илија Несторовски, имаме Трајковски се врати на терениве, тоа е многу добар знак за нас. Нормално на домашниот шампионат, значи Ферхан Асани, го имаме Бесарт Ибраими, така да имаме една добар квалитет кој што мислам дека ќе имаме резултати во иднина. Ти благодарам што дојде во куќа на фудбалот за фудбалските великани. Ова врата е секогаш отворена. Поздрав до Гостивар. Ти посакувам многу здравје и успех. Фала исто и за вас и
дај Боже да течат вакви емисии што повеќе и мислам дека пак ќе кажам спортот, фудбалот врзува све. Како почнавме и завршивме течно. Во вториот дел од Куќа на фудбалот, наш гостин Зоран Саздов од Комисијата за безбедност ќе зборуваме за полусезоната во македонскиот фудбалски шампионат и за активностите кои како комисија ги извршуваат во овој период. Во секторот C1, во ред 1 на седиште 2, председателот на Комисијата за безбедност во Фудбалската федерација на Македонија Зоран Саздов, ви благодарам што сте во Куќа на фудбалот. Добро вечер, Златко. Благодарам и на вашата покана. Поздрав до сите ваши гледачи. Како Комисија за безбедност, ретко имате можност вака удобно да седите на трибини на фудбалски надпревар. Убаво е чувството? Супер, одлично. Заврши полусезоната за Македонската фудбалска лига, во Македонскиот фудбалски шампионат и реално како Комисија за безбедност, па и немавте некоја посебна еуфорија кога се во прашање настапите во Македонската фудбалска лига. Глатко мина првенството, кога е во прашање безбедноста и однесувањето на трибините. Колку сте задоволни од начинот на кој што се одвиваше шампионатот во вашиот дел од обврските? Не би рекол дека е баш така глатко. Морам да ги споменам дека на одредени надпревари од надпреварувачката 2016-2017 година во прва и втора лига од Македонската фудбалска лига имаше инциденти кои што можам да ги кажам дека се од помал карактер или помал обем на инциденти, не се скрос, значи 100% не беше секаде мирно, но можам да нагласам дека во анализата наша, направена од претходните полусезони или години, можам да истакнам дека оваа полусезона од 2016-2017 од прва и втора лига е намален бројот на инциденти или пак тие инциденти биле со како да го обележиме со некои карактеристики пред се внесување на пиротехника, извикување на зборови песни кои што предизвикуваат верски или расна омраза и така натака. Немало инциденти со поголеми групи или цели навивачки групи со влегување на терен, физички напади и така натака. Поголеми групи или навивачки групи, ќе речат па лесно име на тие од Комисијата за безбедност, кога постојано има апел дека гостинските навивачи не се добре дојдени на трибините каде што домакин е, например, Вардар. Сега зборуваме за гостувањето на навивачите од Тетово или гостувањето во Чаир на стадионот на Шкупи и така натаму. Постојано има забрана за гостување на гостински навивачи. Па и тоа не би рекол дека има забрана за гостување на гостински навивачи. Значи, нити Фудбалската федерација, нити пак Министерството за внатрешни работи во оваа полусезона не даде забрана за гостински навивачи. Мислам дека имаше забрана за играње на без навивачи на пролетниот дел од 2016 на стадионот на Чаир. Тоа мора да е нечи договор. Тоа е договор и пред се превентивна мерка од страна на двата клуба, да речеме клубот организатор и клубот домакин, бидејќи одредени фудбалски надпревари од наша страна се прогласуваат надпревари со зголемен, тоест висок ризик. На таквите надпревари, значи самиот организатор и гостинскиот клуб кој учествува во тој надпревар имаат посебни дополнителни обврски според законот за спречување на насилство и правилникот. Вие не давате наредба навивачите, например на Вардар, да не гостуваат во Тетово или обратно, туку тоа е договор меѓу двата клуба заради тоа што вие сте го прогласиле надпреварот дека е од висок ризик. Значи вака, по конкретно има многу нејасноти, постојано се става акцентот на вашата работа. Како што реков, надпреварот ако е прогласен од надпревар со зголемен ризик, тогаш организаторот има обврска да свика состанок на кој состанок учествуваат представници на двата клубови, учествуваат комесарите на тие клубови, учествува Министерството за внатрешни работи, во зависност од која надлежност, дали е тоа во Битола, во Тетово, во Скопје, и
Во пракса до сега и не повикуваат и нас од Фудбалската федерација, поточно од Комисијата за безбедност, каде што во најдобар дел сум учествувал јас. И на тие состаноци, значи самите клубови, ние единствено како поддршка им даваме на клубовите во делот на организирање во делот на безбедноста на тој надпревар. Што значи тоа? Клубовите се договараат поради безбедностната состојба и анализа или добивање на информации дека може на тој одреден надпревар да има инциденти во поголем обем, значи судир на навивачки групи и така натака, истите се договараат доброволно да на овој надпревар не додат тие гостински навивачи, на тој надпревар да не одат тие гостински навивачи. Значи таа пракса и во оваа полусезона и во минатата година се случуваше се со цел за безбедноста да биде што подобра, што за жал, и јас би рекол и секој би кажал дека на надпреварот е добро да има две навивачки групи, нели, и на домаќинот и на гостинот, атмосферата би била многу подруга, но кај одредени групи таквото присуство нити пак организаторот, нити пак Министерството за внатрешни работи, нити пак ние би биле сигурни дека не би имале немили инциденти. Тоа е еден момент, другиот момент е зависи од надпреварите кај се играат, значи инфраструктурата. Ние имаме стадиони каде што навистина, да речеме Чаирскиот стадион во Чаир, кај што играш купи, не е во можност да прими две навивачки групи на иста трибина. Значи тоа е еден исто факт дали може да учествува гостинска навивачка група или не. Најбарени сте велат кога ќе доаѓа некоја голема фудбалска звезда во Македонија, тако беше случајот кога гостуваше Италија со репрезентацијата на националната арена. И чија одговорноста за казната што ја плаќа Фудбалската федерација на Македонија се однесува на влегувањето на дечиња кои што влегоа на терен и се фрлија во преградка на Джанлуиджи Буфон. Па видете вака, значи Комисијата за безбедност заедно со Оделот за безбедност и интегритет при Фудбалската федерација на Македонија, ние на секој меѓународен надпревар, поготово репрезентативен надпревар, изготвуваме планови со превентивни мерки, организацијски безбедност, во кои што планови ги предвидуваме сите моменти на било каков инцидент што би можело да се случи на тој одреден надпревар. За жал, можам да кажам, вие можете да испланирате све наидеално, но во еден момент некој кој што треба да ја даде вашата услуга во делот на безбедноста, направи хикс. Тоа се случи и со Италија, значи покрај поставените луѓе од Агенцијата за приватно обезбедување, кои што беа на тој надпревар, успеа двајца или тројца, мислам, да се промакнат покрај нив и да отидат до играчите на Италија, зашто УЕФА, тоест ФИФА, во овој момент ФИФА, не ти прогледува низ прсти и ние бевме као федерација санкционирани, тоест добивме една казна која што треба таа да се спроведе. Постојано велат дека луѓето кои што работат во тие комисии за безбедност имаат посебни односи со членовите на навивачките групи и во суштина знам дека вие работите на односите кои што ги имате меѓу себе. Колку тие навивачки групи во суштина соработуваат со Фудбалската федерација или со другите асоциации, се со цел да има фер, коректно навивање, почит и од едната и од другата страна? Па точно, ние како Комисија за безбедност, заедно реков со Оделот за интегритет и безбедност при Фудбалската федерација, уште минатата година започнавме такви состаноци со поголемите, тоест навивачките групи на поголемите клубови во прва и втора лига, каде што на тие состаноци заедно разгледувавме прашања и моменти што би било, кога би било, што треба да се направи и така натака, се со цел за безбедноста на надпреварите кога ќе се одвиваат да поминат без инциденти од страна на тие организирани, зборувам, навивачки групи, затоа што стадионот не можете херметички да го затворите, може би еден поединец да дојде да направи инцидент и ние не би сакале тоа да го сведеме дека таа навивачка група го направиле. Значи, од нивна страна имавме еден вид, да не кажам ветување или договори дека никој не сака од нив да направи инцидент, но гледаме и сведоци сме дека на одредени надпревари сепак
се прават мали инциденти, реков внесување на пиротехника, фрлање на тие бакли, истакнување на некакви транспаренти, пеење еднаш, два пати некоја си песна што предизвикува пред се кај нас национална и верска омраза. И повторно ние не застануваме како Фудбалска федерација и Комисија за безбедност на ова ниво. Ние се уште ќе и понатака ќе правиме состаноци, ќе правиме еден вид предупредување, укажување на тие навивачки групи, на тие клубови, на тие луѓе што работат во клубовите околу безбедноста, се со цел да се намалат тие инциденти. Сега во оваа ситуација не треба да се плашите од инцидент. На Не. овие 10 столици сме само ние. Ама најголемата обврска за вас или предизвик ќе биде Европскиот суперкуп кој што ќе се игра на националната арена Филип II 2017 година. Многу од активностите поврзани со тој надпревар, во кој можеби ќе се соочат, не знам, Манчестер Юнајтед, Реал Мадрид или Барселона, ќе бидат поврзани токму со вас и вашата работа. Колку ние, како комисија, како тело во Фудбалската федерација, сме подготвени да се соочиме со таков предизвик од светски рамки? Токму тоа ни дава една поголема обврска, бидејќи добивањето на Суперкупот на воделна организација на Република Македонија на градот Скопје, каде што најголемо учество зима и Фудбалската федерација, ни дава момент каде што ние треба многу сериозно и многу одговорно да преземаме мерки и активности во делот на организирање на тој надпревар кој што треба да се случи на 8 август 2017 година. Можам да кажам дека ние веќе сме во активности заедно со представници на УЕФА. Веќе тој период е можеби околу 9 месеци наназад. Од наша страна како Комисија за безбедност во склоп со одделот за интегритет и безбедност веќе е направен предлог план и истиот предлог план е доставен до УЕФА во делот на преземање на безбедноста за конкретно за тој надпревар. Се во зависност од тоа кои два тима ќе се соочат во тоа финал. Да, знаете што, ова е предлог план кој што на нас ќе ни биде финално во донесување на сите моменти се додека не дознаеме кои ќе бидат финалисти. Многу е битен тој момент, финалистите, нивните карактеристики, нивните клубови, навивачки групи, карактеристики на тие навивачки групи, така и ќе бидат, тој план ќе биде дополнет со повеќе или помалку обезбедувачи, повеќе или помалку преземање на мерки. На крајот од овој разговор, остануваат уште два надпревари меѓу Вардар и Шкендија во втората полусезона. Доколку клубовите се договорат дека можат шверцерите, односно навивачите на Шкендија, балистите или комитите да гостуваат во Тетово или Скопје, ќе немате проблеми вие да го прифатите тоа? Па, немаме проблем. Јас како што кажав и на почетокот, значи ние Фудбалската федерација во моментот нема никаква забрана кон ниедна навивачка група, ниту пак ниеден клуб, ни од прва, ни од втора лига. Доколку Фудбалскиот клуб Шкендија и Фудбалскиот клуб Вардар меѓусебно се договорат со предлози, исто реков, тука има влијание во делот на безбедноста на јавниот ред и мир и Министерството за внатрешни работи, одлучат дека треба да додат навивачи и на едниот надпревар и на другиот надпревар, ние нема да кажем зошто да не одат. Но треба сето тоа предпазливо да се искомуницира и предпазливо да се организира. Некои работи ги знаете само вие, од проста причина, затоа што така треба да биде во вашата работа, во вашиот сектор. Да, во делот. Ви посакувам безбедно првенство, без инциденти, па макар и поединечни. За се друго, обврската е на тие кои што го направиле тоа. Благодарам, јас им порачувам на сите гледачи, на сите навивачи, што помасовно да излегуваат на фудбалските надпревари, да одат, но тоа навивање да биде навистина фер, коректно и спортски, да им дадат поддршка на своите клубови, на своите играчи, без било какви инциденти кон други или кон своите навивачи.
Зоран Саздов беше наш гостин во сектор C1. Сега ги гледаме на интересните моменти од манифестацијата најдобри во македонскиот фудбал и се одјавуваме. Довидување до следниот понеделник.